Мислам, ревизијата трае предолго, од минатата година, некаде есента до сега. Колку компании се истражуваат? Сите компании се истражуваат. 1100 компании, со тоа што тие што се завршени се оставени за на крај, тие не ги се истражуваат само последните 5 години, а претходните 7? Последните 5 години од 2024-та. Значи 2024-та од 2019-та некаде се. Фондот постои 12 години. Другите ќе ги амнестираме од претходно? Не, нема да ги амнестираме во ниедна ситуација, но проблемот е тука со законот што веќе по 5 години станува апсолутна застареност. Значи тие кои пред 5 години... Од моја страна, јас мене ми се во овој поглед завршени раците. Имаше звучни имиња меѓу кои вице-премиери, пратеници, градоначалници од тој период, кои што нели посегнаа по пари од фондот за иновации. Има ли некакви ги добија ли парите? Вие сте директор таму, отидовте, предпоставам, ги видовте сите документи. Дали ги добија парите тие звучни имиња и дали завршија со проектите што се случи? Има голем дел што ги добија средствата, има голем дел што мислам некој дел што се откажа, на политичари од претходната гарнитура, што се откажа од не би навлегувал сега во таа детали се реално, затоа што на крајот на денот они со компаниите наплаќаат, аплицираат, не аплицираат со физички лица. Ние не поддржуваме физички лица, исклучува трговски друштва. Се повлекуваат од проектите, не ги потпишуваат договорите. Имаме неколку случаи такви, што на крајот на денот нема никаква обврска веќе. Ниту ние сме превзеле, ниту не сме превзеле. Што се откажале? Во моментот, значи го добиле одобрувањето, излегол скандалот и се откажуваат од самиот проект, од самото финансирање, не го прифаќаат финансирањето, не го потпишуваат договорот и тоа е тоа.